Добар ден на сите. Се собравме тука во потесен круг на раководството на Сдруженијето на новинари на Македонија по еден повод кој што е многу значаен и за нас, меѓутоа многу значаен и за нашиот колега Томислав Кежаровски, со кого ЗНМ беше во интензивна комуникација во целиот изминат период, во време кога знаеме што се случуваше. Како ЗНМ заклучивме неколку работи кои што би сакале денеска да ги соопштиме на јавноста. Утрово Сдруженијето на новинарите донесе заклучок по повод укинувањето на пресудата против новинарот Томислав Кежаровски и одлуката на Врховниот суд за враќање на предметот на повторно судење. Ја разгледавме одлуката на Врховниот суд за предметот на Кежаровски и едногласно одлучивме дека ЗНМ до крај ќе инсистира на правичност на судот и обвинителството во постапувањето по овој случај, се дури Кежаровски не биде ослободен од обвинението. Во изминатите неколку години ЗНМ континуирано даваше поддршка на колегата Кежаровски и тој став принципиелно ќе го браниме се додека не биде задоволена правдата. Затоа бараме основното јавно обвинителство да го повлече обвинението против колегата Кежаровски, кој беше неправедно обвинет, а потоа осуден. Со еден ваков потек, основното јавно обвинителство ќе покаже дека конечно одлучува независно и непристрасно во интерес на правдата. Со оглед на тоа дека Врховниот суд го врати предметот на повторно одлучување, го повикуваме и Кривичниот суд во Скопје да го отфрли обвинението против Кежаровски и со тоа да покаже дека во оваа држава, слободата на говорот е загарантирана како основно човеково право. Ова представува одлична можност за основното јавно обвинителство и Кривичниот суд да демонстрираат правичност и конечно да стават крај на еден долг и неправеден процес што се води против новинарот и доскорешен заменик председател на ЗНМ Томислав Кежаровски. Потсетуваме дека поради овој случај Македонија, како една од единствените земји која имаше новинар во затвор, беше посочена како неслободна земја во која не се почитуваат новинарските права и слободи. Со страдањето на Кежаровски страдаше и имиџот на нашата земја пред светот и тоа беше забележано во сите извештаи. Не би сакале тоа да се повтори. Затоа, сега е време таа неправда да се исправи и да се покаже дека институциите во Македонија имаат капацитет да овозможат амбиент во кој новинарите и медиумските работници ќе можат слободно и безбедно да ја вршат својата работа во интерес на јавноста. ЗНМ и понатаму ќе продолжи активно да го следи овој предмет со мониторинг на работата на правосудните органи и со давање правна помош се до конечната слобода на Томислав Кежаровски. Кежаровски беше обвинет за откривање на идентитет на заштитен сведок, меѓутоа јавноста знае дека тој во своите написи не го откри идентитетот, а потоа во постапката се покажа дека заштитениот сведок бил лажен. Со ова е очигледно дека неговиот предмет беше монтиран со цел да биде згасната неговата гласност и критика. Тука би сакал да му дадам збор и на Томислав да се обрати пред јавноста по повод овој настан и укинувањето на пресудата, но и враќањето на предметот во повторно одлучување. Благодарам. Најнапред уште еднаш да искажам мојата благодарност до Сдруженијето на новинари на Македонија за сета поддршка што ми ја даде од почнување на процесот против мене до сега, до ден денес. Она што можам во овој момент да кажам како надополнување на сето ова истакнато до сега од председателот на Сдруженијето на новинари Младен Чадиковски е тоа дека со адвокатот Филип Медарски очекуваме во овој случај фер судење на кое што ќе можеме докрај да ги истакнеме сите наши докази за тоа дека не го сторив делото за кое што бев обвинет и осуден. Добро. Благодарам, Томислав. Има ли некои прашања во врска со случајот или со нешто што ве интересира?
Добро, колегите може да додадат нешто ако сакаат? Или борете? Кажавме доволно. Добро. Ви благодарам што дојдовте. Кафето го испивте, ако не сте го испиле, може слободно.